Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Првиот човек на Меѓународниот монетарен фонд денеска ќе се појави пред Њујоршки суд заради сексуално напаствување на собарка во хотел. Случајот има меѓународни импликации. Следат вестите. Адвокатите на Доминик Штраус-Кан велат дека тој ќе се изјасни за невин и дека се согласил да биде подложен на судско вештачење, додека полицијата собира повеќе докази за случајот. Тој се сметаше за водечки кандидат за следен председател на Франција, сега осомничен за криминално сексуално напаствување, обид за силување и незаконско затворање. Меѓународниот монетарен фонд вели дека ММФ останува целосно оперативен и дека нема коментар по случајот. Исто така во понеделникот, адвокат на француската писателка Тристан Банон вели дека таа размислува за поднесување тужба за слично однесување на Штраус-Кан кон неа во 2002. А од другите вести, американскиот вселенски Space Shuttle Endeavour надојдените води ги полнат каналите што ја собираат водата од надојдената река Мисисипи во јужната сојузна држава Луизијана. Еден ден откако инженерите отворија голема брана во обид да ги заштитат главните градови од поплави. Отворањето на браните треба да спречат големи поплави, кои се очекуваше да бидат поголеми од оние пред 6 години во Њу Орлеанс по ураганот Катрина. Но пренасочувањето на надојдените води од реките значи дека многу фарми и куќи долж насипите ќе бидат под вода. Националната агенција за аеронаутика и вселена НАСА планира завршување на 30-годишната Space Shuttle програма подоцна годинава. За прв пат, откако САД ставија човек во вселената, нема да имаат расположиво возило за пренос на астронаутите во орбитата или до меѓународната вселенска станица. Астронаутите, што животот го посветиле на оваа мисија, се загрижени. Кога Джим Ловел стана еден од првите астронаути кои направија кружен лет околу месечината на мисијата со Аполо 8 во 1968 година, милиони гледаа во исчекување. Американската вселенска програма се доближи до испраќање на човек на месечината, што и се случи една година подоцна. Памела Мелроу била меѓу инспирираните да стане астронаут. Таа беше начело на екипажот на Space Shuttle Discovery во 2007-та. Верувам дека Аполо инспирираше генерации студенти. Истото важи за Space Shuttle летовите. Джим Ловел, поранешен астронаут, е загрижен дека без Space Shuttle програмата или соодветна американска замена, новата генерација нема да има слично искуство. Критичен сум за насоката по која се движи вселенската програма, бидејќи таа беше голем дел од мојот живот и сакам да продолжи. Се плашам дека се ќе падне во вода. Гаснењето на шатл програмата започна во 2003 година, кога Space Shuttle од Колумбија се распадна во атмосферата на враќањето кон земјата, при што загинаа сите 7 членови на екипажот. Голем мотив за прекин на оваа програма беа и се поголемите финансиски трошоци. НАСА вели дека за едно лансирање на Space Shuttle се потребни околу 450 милиони долари. Председателот Барак Обама минатата година ја обелодени визијата за идни вселенски летови со човечки екипаж, што ќе значи стапнување на човек на Марс, но не и на месечината. За сега американските астронаути ќе зависат од рускиот Сојуз за да стигнат или заминат од меѓународната вселенска станица. НАСА неодамна и додели 75 милиони долари на компанијата State Exploration Technologies или SpaceX за работа на наследникот на Space Shuttle. Возилото беше успешно тестирано во декември и ќе може да ги пренесе астронаутите во вселената за 20 милиони долари оддално. Неговиот прв лет се очекува во 2014 година. Хроничните и незаразни болести се во пораст и оставаат тежок белег во земјите со ниски и средни примања. Светската здравствена организација во извештај ги нарекува незаразните болести водечки убиец на денешницата и наведува дека од нив само во 2008 година починале преку 3 милиони луѓе или 63% од сите смртни случаи. 80% од починатите се од земјите во развој. Заразните болести, како сидат или туберкулозата, не се единствената глобална здравствена закана, велат во СЗО.
Всушност, најголемата закана се незаразните болести, како резултат на нездрава исхрана, нездрав начин на живот, влошена животна средина и генетски фактори. На третман на ракот, срцевите заболувања и дијабетесот од година во година се трошат милиарди долари. Директорката на СЗО, Маргарет Чен, инсистира на поголемо внимание на врската меѓу болестите убијци и економската состојба на државите со ниски и средни примања. Не е претерување ако во некои држави ја опишеме ситуацијата како катастрофа, што не се случила, катастрофа за здравјето, општеството и економијата. Предизвикот да се победат незаразните заболувања е од огромни размери. Според доктор Джеймс Хоспидалес од СЗО, промената на начинот на исхрана може значително да ги намали факторите за рак, дијабетес, мозочни и срцеви удари. Проценивме дека во наредните 10 години може да спасиме над 30 милиони животи со едноставни мерки. Намалување на нивото на сол за 15 до 20% и намалување на количината на никотин, изголемување на превентивните мерки за луѓето кои се во ризик од срцев или мозочен удар. Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк за прв пат ќе одржи средба на делегации на високо ниво за превенција и контрола на незаразните болести во септември. Две жени, две судбини, две книги. Искуства што се преклопуваат само во желбата да се споделат со други. Нивните приказни ќе ги чуете утре. Утре во Newsflash. Две млади авторки тврдат, секој носи херој во себе и само треба да ја најде светулката што ќе го осветли патот. Гледате утре во Newsflash. Ова беше Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Многу повеќе информации ќе најдете на нашата веб страница glasnaamerika.com. До гледање.